Вице-премиерот за европски прашања не знаел што зборува министерот за надворешни работи. Комуницираат ли меѓу себе луѓето на клучни позиции во државава? Ако го слушаме Бојан Маричич, очигледно не. Вице-премиерот не го слушнал она што го слушнаа сите, зборовите на Османи дека и по евентуални уставни измени од страна на Бугарија можеме да очекуваме нови уцени и условувања. Не знам што рекол Османи, јас ви кажувам што сме разговарале до сега многу пати. Секоја, како што реков, секоја држава има можност, држава членка, има можност во текот на преговарачкиот процес да отвори прашање. Но нашите обврски со Бугарија се цврсто забележани и напишани во преговарачката рамка и во сите документи билатерални што ги имаме со нив. Јас не очекувам други блокади по завршувањето на оваа крупна обврска. Сепак и Маричич, кој не знае што зборува неговиот прв колега во однос на евроинтеграциите, свесен е дека и по евентуалните уставни измени можеме да очекуваме нови блокади на европскиот пат. За тие можни блокади веќе подолго време не предупредува самата Европска Унија, од каде ни стигнуваат пораки дека мораме многу да работиме во делот на владењето на правото и борбата со корупцијата. Имаме цврсто уверување и од шпанското претседателство и од наредните дека доколку се случат уставните измени, веднаш ќе биде свикана нова меѓувладина конференција. Секако секоја држава членка во текот на преговорите може повеќе пати да го отвори ова прашање, но мислам дека по завршувањето на уставните измени веќе никој, а особено не Бугарија, нема да има кредибилитет да прави каква било блокада, бидејќи навистина доволно беа блокади. Инаку во моменти додека власта не убедува дека уште бугарите во уставот не се доволни за непречен пат кон ЕУ, министерот за надворешни работи како да се освести, Бујар Османи сега бил свесен дека зад бугарските барања се кријат нечесни намери, кажа дека не постоеле гаранции дека и по евентуални уставни измени нема да има нови бугарски условувања.